Еве ја и Александра само неколку моменти по будењето. Малку е незгодно од камерата, но се труди да биде кул. На проба веќе немаше никаков срам од камерата. Дури и флиртуваше со неа. Добро беше, не знам, многу емоции ми се собра. Многу бев возбудена, некако се чувствав така напнато. Ја освои публиката со својот настап на опасна рокерка. Се гледа дека добро се чувствува во своја кожа. Ми беше супер. Мислам дека и движењата на сцената онака баш беа супер. Немаше некоја посебна кореографија, меѓутоа доволно се внесов и мислам дека дадов се од себе. За понеделник јас примив Торн од Натали Имбруглија. Мислам дека онака баш добра песна. Се надевам дека ќе ми донесе, не знам, можеби повеќе гласови од публиката. А кој може да го предвиди вкусот на публиката? Дали ќе гласаат за песната или за пејачот е нивна работа. На Александра ја останува да ја научи песната подобро од самата Натали. Значи, би си дозволила онака неколку минути, барем 2-3 минути да се онака да се релаксирам малку пред настапот. To life. He was warm, he came around, he was dignified. He showed me how it was to cry. But you couldn't be that man I adored. You don't seem to know, seem to care what your heart is for. Well, I don't know him anymore. There's nothing where he used to lie. The conversation has run dry. That's what's going on. At this fight I'm torn. I'm a lot of pain. This is how I feel. I'm cold and I am shamed, lying naked on the floor. Illusion never changed into something real. I'm wide awake and I can see the purple sky is torn. You're a little late. I'm already torn. So I guess the fortune teller's right. Should have seen just what was there and not some holy light. But you crawl beneath my veins and now I don't care, I have no luck. I don't miss it all that much. There's just so many things that I can't touch. I'm torn, I'm a lot of pain. This is how I feel. I'm cold and I am shamed, lying naked on the floor. Illusion never changed into something real. I'm wide awake and I
Одлично, неверојатно. Впрочем, како и сите настапи вечерва, се разбира, Александра, честитки, задоволна? Задоволна, гледам дека беше и расположена. И сега колку расположеното жири ќе има позитивни коментари. Мислам да имаше крилца, вечера можеш и да полеташ. Таква ти беше енергијата на сцена, што посебно ме радува, затоа што имам чувство како дури сега да се скрши мразот на она затегната атмосфера помеѓу власт која што вечерва и се подразбира дека е така, владе е страшно. Дури нам ни е тешко колку тоа го чувствуваме, но беше прекрасна отпеа, си одбрала повторно песна која што е поп-рок и која што неверојатно добро одговара на твојот глас, на твојот карактер и на сето она што го носиш. Мојата забелешка за оваа вечер што се однесува до стајлинзите ќе биде дека сепак ви е потребен тач од стручна рака и на тоа не заборавите, бидејќи е многу важно. Ова се однесува за сите и не само за тебе. А она што мислам дека на публиката пред малите екрани беше, не знам, дали звучно може да го почувствуваат тоа, а дали ти воопшто почувствува дека имаш еден извонреден хор позади себе. Толку убаво те пратеа, толку убаво пеа со тебе. И мислам дека е тоа оно најубавото и најпрекрасното што треба да го негувате меѓу вас, дружбата, поддршката, без обзир на тоа кој испаѓа, кој оди понатаму, треба да ја делите љубовта и другарството кое што го стекнавте тука. Браво! Александра Душо, дали ти уживаше вечерва? Многу. Па и ние уживавме гледајќи те како уживаш. Ова е еден од посебните настапи на Идолот, откако сме во оваа завршна фаза. Јас некако од првиот момент имав доверба во тебе. И баш ми е драго што не сум сгрешил. Сега сакам во овој контекст, овој твој настап вечерва, да го искористам, да му одадеме почит на еден твој неодамна починат сограѓанин, еден голем музичар што се викаше Трајко Каров. Александра, таква леснотија, уживав и минатиот пат. Јас ни минатиот пат немав проблем со твојата песна, со твојата изведба. Публиката одлучи така. Вечерва сум нестрплив како ќе одлучи публиката да видам. Јас кога би се прашувал, јас сите би ме пуштил. Но за среќа не се прашувам. Ете, такви се пропозициите. Ти само продолжи да го правиш тоа што го правиш, тоа е пеењето, тоа те прави бескрајно среќна и ти ги усреќуваш луѓето кога го правиш тоа на сцената. Да, ова е бескрајно срекната девојка, позитивна девојка, која што ги очекува вашите гласови. Доколку ви се допадна нејзиниот настап и доколку сакате да видите понатаму во Идол, во големите вечери, гласајте токму за неа. Фала ти.